почеток да објаснеме точно што се правеше и на кој начин се заработува. Ја како што знам и што имам информации од тоа време, рекламирањето точно за Трамп било отприлика, да речеме, ако е било $0.3 од клик, за Хилари Клинтон било $2-3. Не за клик, тоа беше за фанпейдж. Да. Ако креваш фанпейдж, например, нели на Facebook можеш да пуштиш кампања со Objective Page Likes и да си кренеш публика и ти после си раководиш за таа публика. Да, за Трамп беше 0,01. Да, сакам да кажам дека ако е била обратна ситуација, онда вие повеќе за Хилари Клинтон ќе сте ставале вести. Да. Така да, ај објасни го целиот процес од како се правеа страните, која беше таргет групата, како се работеше и еден општ, нели, стандарден процес, колку време траеше од тоа и по колку се заработуваше. Колку траеше? Отприлика мислам дека беше околу 6 до 7 месеци се ова. Што тоа се случи и мислам се прави, нели, класичен вебсайт, WordPress вебсайт, се инсталира тема, тоа мислам дека секој може со 2 YouTube туторијали да го направи, купуваш домен, хостираш, правиш веб страна. Има и готови WordPress. Да, готови WordPress теми, да. И почнеш си превзимаш текстот про Трамп вебсајтој, си ги ставаш на твојот сајт и имаш опција ако имаш твој фанпејдж, твојот фанпејдж или имаш Facebook групи со преку профили. Тоа е тоа. Реклами Google AdSense. На почеток Google AdSense, после Google AdSense, тоест не, на Google AdSense и уште некои други 2-3 мрежи, на Google регуларно ги исплаќаше тие сајтови. Се додека некој не рече ова, не треба вака да биде, не треба вие сајтови да постојат. Јасно. По колку трафик успеавте да донесете на тие сајтови и колку ревенју можеше да направи еден таков сајт за месец дена? Општо праше. Да, нормален RPM мислам дека тогаш беше околу 4, 5, 6 така нешто долари. Тоа е на 1000 посети, толку заработка. Сега а колку вие за да ги донесете тие 1000 плаќавте на Facebook? Да, на Facebook е многу лесно некоја статија да отиде вирално, пошто Facebook имаше тогаш алгоритам. Ако има повеќе engagement, он се уште толку го буста и нема човек што нема да го види тој пост таа група. Ако има, например, и плюс ако е кликбейт сајтот, ќе влезат многу луѓе. Некој се случувало некоја статија да има по 20, по 30 прегледи. Facebook пејџовите по колку успеавте да ги дигнете, со колку фанови? Имаше Facebook пејџови по милион page likes. И за тие пример, за да го дигнеш до 1 милион, колкав буџет ти требаше од прилик? Па околу 100.000 евра. Целата, како секој си ги реинвестираше, нели? Да, си ги взимаш, апсолутно зема од реклами па реинвестира за да му се зголеми. Класична интернет метода, што постојат милион денеска методи, не знам, за заработка и со SEO и со се што класичен интернет заработка, само проблемот можеби според нив проблемот е што сите тие што работеле таа метода беа стационирани на едно место у Велес. Да, ама тоа е, мислам, заради тоа што некој се е пофалил на неговиот другар, дека и он може исто да го прави и заради тоа. На крајот денот супер сите заработиле, сите некој инвестирал, направил бизнис од тие пари, некој си купил нешто, направил супер шо. Зошто? Да. Мислам класично како што викаш SEO методи, маркетинг, стратегии. Само оваа ситуација што се од едно место и што баш скоро сите биле про Трамп вебсайт. Про Трамп заради тоа што тоа функционирало у тај момент. Да. Ако имало нешто друго. Да, победата на Трамп зошто во тој период беше созема нешто друго. Јас сум ги читал тие анализи на Cambridge Analytica што ги има правено зошто ствари Трамп победува. Трамп победува зашто има најдобра маркетинг кампања, има вложено милиарди во неговата маркетинг кампања. А неговата маркетинг кампања не била фейк нюс. Он си имал цела маркетинг кампања со микротаргет групи, на кои луѓе, кога да се пушти на студенти, еден таргет, едни реклами, на друг таргет, други реклами. Цел може да опочува, има Cambridge Analytica, има цела анализа направена како Трамп победува. Да, ја имам гледано целата, мислам, студија и баш интересно им беше за микротаргетирањето. И таму никој нешто не спомнува за фейк нюс. Да. Па тоа ќе почна таа маркетинг кампања на Трамп е почеток на од тогаш почнува како да има некоја преродба од дигитализацијата со микротаргетинг, со нови иновации за промовирање на продукти и на сајтови на се. Да. Кажи ми, од кога се случи целото тоа у Велес, доваѓа ли почесто некои за да тражат интервјуа? Да, имаше тоа, да.
Да, ама ништо значително, ќе најде некој на кој што ќе му плати пример за интервју, он ќе каже што ќе му кажат они да каже и тоа. Значи, обично не се доваѓале до вистинските лица. Има ли некој што имал некои поголеми проблеми од тие луѓе? Не. Баш пред една година мислам дека пак имаше некоја анализа на што се случило, како се случило и имаше од Македонија мислам дека не го правеше такво некој. И имаше дека никој до сега од странските партнери на Македонија и странските држави не побарал било какво разгледување на тоа што се случило. Јасно. Според мене една класична метода си заработили крај готово. Да. Функционирало дека функционирало тоа. Пошто вие не сте ги ни толку генерирале вестите, вие сте на крај тие две се изгубија пошто им блокираа Google AdSense и со многу пари не им ги исплатија никогаш. Google ги задржа сите тие пари. Јасно. А Google AdSense мислам дека ги блокираше после сите вие интервјуи. Значи до тога и се си функционираше најнормално. И после тоа беше Google почна воведува да интегрираш код во Hedo да го испитаат, нели сајтот, да го разгледаат, да пријавиш трафик, па да го разгледаат, па Google Analytics да имаш. Тогаш беше само ни доменот не оставаш кај имаш реклами. Тогаш Google AdSense беше само платформа, ти дава код од реклама, пример 300 на 250 или банер долг, ти си го ставаш кај сагаш и толку никој не го разгледа тој сајт. Јасно. Од тога се значи. Да, тогаш почна да се прават тие поголеми промени и кога Марк Зукерберг нели беше на испитувањето. Да, на конгреси. Да, конгресот беше, да. Баш го имаше на некој од видеата и исто спомнуваше Македонија и он дека повеќето од луѓето само мора да најдат нешто, да. Така. Да. Океј, мислам околу тоа може нели и други дискусии да водиме, пошто на тебе главна работа ти е маркетинг, SEO, така да ај да направиме мала паралела, кажеме тогај пример како е функционирал на Facebook алгоритму и на Google, па да направиме на паралела со моментално. Кои работи тогај се функционирале, кои работи вие сте можеле да ги заобиколите, а денеска пример што не функционира. Да, па и со рангирање, и со SEO, и со Facebook сега е многу поразлично, цел различен алгоритам од тогаш до сега. И во тој период беше многу лесно, како што ти кажав, тогаш немаше домен чекин на Facebook, например, ако имаш нов вебсайт и ти почнеш да пласираш вести на Facebook, прво што ќе направи Facebook ќе остави доменот у неговата датабаза и ќе почне да собира податоци за тој домен. Например, кои луѓе како коментираат, како реагира на кои таргет групи. Дали луѓето го сакаат тоа да го читаат, колку влегуваат, колку влегуваат па излегуваат од вебсајтот. Сите тие параметри ги собира и прави домен рейтинг. И например, ако доменот има слаб домен рейтинг, тој домен никош нема да излезе од таа некоја сива зона на Facebook и секогаш ќе се прикажува на малку луѓе. Што значи дека ако од почеток почнеш како што не треба, до крај ќе бидеш како што не треба. Да. А тогаш немаше ништо такви работи. Не може некој пост вирално да иде од некој нов сајт сега. Исто беше и со SEO, тогаш може со Black Hat методи некој да рангираш некој вебсайт на Google, например, да купиш беклинкови, да направиш некој твој Web 2.0 линкови, па да го рангираш на некој keyword. Сега не постои. Само нормален линк и Google сега пред некој време имаше апдейт и интегрираше Artificial Intelligence да го прочита текстот и да според неговите стандарди да одлучи дали тој текст е реален или бот го има правен, пошто испадна пред неколку години ги почна да испаѓаат Artificial Intelligence ботови што пишуваат стати, например ти му даваш насоки, како се викаше еден? Го знаев, не бит. Он пишува, ти му даваш насоки, он си пишува текст. И тој текст ти го пласираш на твои сајтови, правиш беклинк мрежа и го рангираш вебсајтот. Сега тоа веќе не може, не постои веќе. Сега Google ги проверува сите тие беклинкови и ако направиш еден прекршок од тие, од нивните стандарди, сајтот оди на 9-та страна и никош па не се рангира. И тоа сум го мислил, а пример, некоја страна мразиш и сам да направиш намерно за таа страна беклинк со... Да му ставиш лажни беклинкови. Да, ма не знам, мислам дека они имаат за сите тие, имаат чекини за такви работи и многу е тешко е денеска да му наштитиш на некој, пошто ние не му ги знаеме кивордите на кои што он се рангира. Треба да му се направи детална анализа на сајтот, да се разгледа.